вечер и добродојдовте во уште едно најново издание на серијата интервјуа кои што ги реализираме ние како регионална телевизија. Со мојот вечерашен гостин ќе зборуваме за темата која што е актуелна секогаш, меѓутоа и е од суштинско значење за развојот на економијата на Република Македонија. А тоа е како да се привлече странски инвеститор, колку странските инвеститори допринесуваат за развој на македонската економија, колку помагаат да се развиваат нашите домашни мали и средни предпријатија. И кога станува збор за странските инвестиции, да напоменам дека нивниот број од година во година се зголемува, во моментов ги имаме над 50-тина, но она што е многу позначено е тоа дека тие не се сконцентрирани или своите инвестиции не ги сконцентрираат само на едно место, туку ги има низ целата Република Македонија. Велам добро вечер за господинот Слободан Тодоровски, советник за странски инвестиции во кабинетот на председателот на владата на Република Македонија. Добре ни дојдовте. Добро вечер и благодарам на поканата за учество во вашата емисија. Господин Тодоровски, се наоѓаме во Велес, во овој регион, еве да започнеме со она што е странски инвестиции, колку работни места се креирани и што значи тоа за економијата? Благодарам на прашањето. Директни странски инвестиции во Република Македонија до денес достигна вредност од околу 2,6 милиони евра. Што се однесува до Велешкиот регион, карактеристично е дека крупни германски компании имат воспоставено своји компании и истите тие моментално вработуваат околу 6600 лица. Со нивните бизнис планови наскоро е проектирано овие вработувања да се дополнително зголемат за околу 2600 до 3000 работни места. Она што е значајно за Велешкиот регион дека со овие компании кои се дојдени од Германија, кои се всушност лидери во кои се светски и регионални лидери во автомобилската индустрија и во текстилната индустрија, во општината Велес се создава кластер за стручни професионални занимања од областа на автомобилската и текстилна индустрија, како и за други занимања од областа на лесно-преработувачка индустрија. Доколку ми дозволите накратко да ги видиме кои се тие главни инвестиции во Велешкиот регион, јас би сакал да започнам со Кавадарци. Во Кавадарци е дојден на голем германски гигант од областа на автомобилска индустрија, Дрекселмајер, кој има изградено фабрика на површина од околу 52.000 метри квадратни. Инаку тие произведуваат високо квалитетни кабли за потребите на автомобилската индустрија, посебно за возила Мерцедес C класа. Моментално вработуваат 5600 вработени, тоа е фабрика во Македонија кој моментално има најголем број на вработени. Планирано е инвестицијата да достигне 35 милиони евра во завршна реализација. И исто така, што е битно, дека компанијата Дрекселмајер во 2000 односно фабриката што е изградена во индустријската зона во Кавадарци од страна на Дрекселмајер е прогласена за најдобра фабрика во списанието за странски директни инвестиции од Financial Times помеѓу 16.000 ново изградени фабрики низ целиот свет. Но кога сме веќе кај овој странски инвеститор, да напоменеме дека на самиот почеток, кога влегуваше во Македонија, тој проектираше дека ќе се задржи некаде на 4000 нови креирани работни места. Сега гледаме дека бројката на работни места е многу зголемена. Тоа само е потврда дека во Македонија има услови за водење на бизнис. И овој инвеститор и понатаму продолжува да размислува за ширење на своите производствени капацитети. Да, потполно сте во право. Не само компанијата Дрекселмајер, туку и други компании кои се веќе присутни во Република Македонија. Веќе 50% од нив веќе ги имат проширено своји, да кажеме, произведувачки капацитети
И сигурно да и останатите компании со оглед на поволната бизнис клима, условите за водење на бизнис, како и на достапноста на квалификувана и мотивирана работна сила, се тие, да кажеме, факти кои придонесуваат, значи, странските инвеститори да одлучат да го прошируваат своето производство од една страна, од друга страна да го зголемуваат бројот на вработени и со тоа да се подобрува и животниот стандард на вработените, социјалниот стандард, кој сигурно придонесува, значи, и за економскиот развој на општините. Напоменавме дека странските инвеститори и инвестиции се добри за развој на домашните компании. Но тие имаат бенефит и врз самите граѓани. Имате податоци. Каква е состојбата на ова поле? Да, секако. Значи, една странска компанија, која ќе дојде во Република Македонија, значи, таа прво остварува контакти со домашни компании кои ги исполнуваат сите стандарди за да бидат нивни добавувачи. Кај овие компании е карактеристично дека ефикасноста да бидат снабдувачи на странски компании се мултиплицира, пред се доколку компанијата има способност да направи одредена услуга или дејност на репроматеријал или на компонента која е потребна, значи, за странските инвеститори. Исто така, моментално можеме да кажеме дека 500 домашни компании моментално соработуваат со странските компании во Република Македонија. Тој број постојано се зголемува. Со зголемување на бројот на домашните компании, исто така се раздвижува и пазарот на трудот. Значи, исто така, значи, се врши вработување, значи, на нови лица. Карактеристично е да покрај овие директни вработувања, што се и за домашните, значи, компании, во однос на странските компании, кога една странска компанија која ќе формира фирма, веднаш произлегува потреба од вработување на нови лица или дополнителни услуги. Да почнеме, например, од правна помош, значи потребен адвокат, потребни се консултанти, потребни се сметководствени бироа, финансиски бироа, проектна документација доколку компанијата се одлучи да гради, значи, објект, фирма која треба да го изгради објектот, осигурување на имоти лица, понатаму катеринг, ако земеме во предвид дека во Кавадарци, во Дрекселмајер работат 5600 лица, тоа значи дневно да се обезбедат 5600 оброци. Логистика, транспорт, шпедиција, се тоа, значи, возможува, значи, дополнителни вработувања од една страна и тоа што го кажувавме, подобрување на животен стандард и економски развој значи, на регионот и конкретно на општините. Напоменавме дека имаме околу 51 странска инвестиција. Колку позитивните извештаи како оној во Doing Business, прогласувањето на Маркарт за најдобра нова фабрика помеѓу 16.000 компании придонесуваат за нови странски компании да се заинтересирани и да одлучат да инвестираат во Република Македонија? Република Македонија, согласно извештајот на Светската банка, Doing Business за 2017 година, ја рангира Македонија на забележително 10-то место во светот, односно на 5-то место во Европа, веднаш зад скандинавските земји Велика Британија и на прво место во регионот на Југоисточна Европа. И со тоа Република Македонија ја става на мапата на инвеститорите. За странските инвеститори овие извештаи се добар показател, пред се на нив им служат како компаративна анализа. Тоа значи дека странските инвеститори може да направат и да споредат податоци, како се води бизнис во Република Македонија, кои се услови, да ги споредат со податоците на нивните фабрики, кои ги имат во другите земји, значи во Европа, и потоа, значи, пред да ни се јават или да не контактират за поблиску, значи, да ги видиме условите за инвестирање во Македонија, они прават еден збирен извештај и Македонија ја стават во потесен круг на земји каде, значи, евентуално би они, значи, направиле инвестиција или би ја прошириле својата дејност.
Сега, оној процес... Јас се извинувам, значи покрај тоа се извинувам, би сакал да додадам дека овие извештаи исто така покажуваат дека Македонија од една страна е атрактивна за инвестирање, меѓутоа од друга страна покажува сериозност на ефикасно функционирање на економскиот и финансискиот систем. Македонските компании е доказ за нив дека може да одговарат на сите побарувања и согласно сите стандарди за потребите за странските инвеститори и секако за македонските компании кои се извозно ориентирани, подобро ги позиционира значи на меѓународниот пазар, значи им отвара врати кои можеби порано им биле затворени. Господине Тодоровски, зборуваме за странски инвестиции. Нивните имиња веќе се промовираат во јавностот кога тие веќе ќе влезат во Македонија. Меѓутоа, оној процес на договарање наназад е процес кој што освен луѓето кои што директно работат и се задолжени за привлекување на странски инвестиции, многу малку го знаеме. Објаснете ни го како оди тој процес, како оди тоа промовирање на Република Македонија. Инвестирајте во Македонија, кампањата сметам дека си ја заврши својата работа. Согласно географската распределба во тимот за странски инвестиции и согласно значи државите кои ги покриваме, во првата фаза ние интензивно ги проучуваме значи странските компании кои се извозно ориентирани, кои се лидери кои се светски и регионални лидери во производство во автомобилската индустрија, во машинство, во електроника, во медицина и во други сектори. Ние значи ги испитуваме нивните стратегии, посебно какви се нивните планови во однос на проширување на бизнис, дали сакат да прават некоја дополнителна фабрика, кои се тие региони од интерес, дали суровината од кои се прават нивните финални производи, дали може да се најде во Македонија, дали има значи фирми македонски добавувачи и секако во врска со финалниот производ значи во кои држави се извезува. Во втората фаза исто така која е малку потешка, значи тоа е фаза на контактирање за да се стапи во контакт. Ние исто така имаме значи преглед на сите поважни меѓународни конференции од клучни сектори кои се за инвестирање во Република Македонија, од бизнис форуми и од посета значи на сајми каде сите познати компании се рекламираат со своје присуство и со нивните производи. Во таа смисла, штом ќе забележиме на прегледите да некој од оваа компанија е присутна на некоја таква меѓународна активност, интензивно започнуваме комуникација, закажуваме средби и за нас е најважно да можеме да одржиме презентација. Презентација значи прво за бизнис клима во Република Македонија, а второ значи сите услови кои Македонија ги нуди значи за инвестирање. За нас е најголем успех значи компанијата да дојде во Република Македонија. И потоа значи следна една фаза кога сме ние на домашен терен и можеме да ги прикажеме значи сите позитивни работи, сите позитивни факти, сите реформи да ги споменеме кои Македонија ги има направено за да можеме да привлечеме нивно внимание за да се задржат, значи да почнат да размислуваат и по-конкретно веќе да зборуваме за инвестирање. И секако е важно во текот на разговорите разгледуваме како нивната дејност ќе придонесе кон економскиот развој, да кажеме кон одредено подрачје, дали има достап на работна сила. Од нивна страна сакат да ги посетат странските компании кои веќе функционираат во Република Македонија, да ги слушат нивните искуства, како они се задоволни од условите за водење на бизнис, дали има подобрување од моментот кога се дојдени овде. Секако многу е значително и општините значи што прават. Така, на пример, доколку ефикасна администрација на локалната самоуправа, доколку се брзи и ефикасни во подготвување на сите документи, подготвени да асистираат што се однесува до инфраструктура, сигурно дека инвеститорите ќе бидат задоволни и сигурно дека помага во носење на одлуки. Какво е вашето мислење, какви се вашите созданија кога станува збор за соработката со локалната самоуправа? Вака, значи, можам да кажам дека во изминатиот период јас имав околу, мислам, од проектите што ги водам, во последните 18 месеци имавме околу 30 посети на странски компании. Можам да кажам дека ги поминавме, значи, повеќе општини, Велес,
Радовиш, Штип, Битола и бидејќи тие да кажеме беа локации кои сакале инвеститорите да ги видат. И од прв момент, да кажеме, во разговорите со представниците на локалната самоуправа, мислам, инвеститорите беа изненадени за брзо давање на информации и подготвеност, значи на било каков начин да можеме да ги убедиме да се направи некоја инвестиција која ќе биде значајна за развој на тој регион. Кога имаме странски инвеститор кој што веќе најавува свој интерес да инвестира во Република Македонија, како се насочува тој каде да инвестира? Дали самиот тој пројавува желба од кога ќе посети неколку локални самоуправи, неколку индустријски зони, или пак можеби првата цел е во тир зоните да... Да, потполно сте во право. Значи, иако е Македонија представена во сите овие извештаи дека е идеална, да кажеме, за водење и започнување на бизнис, сепак има компании кои немат представа, значи, за Република Македонија, за, да кажеме, за административната поделба, за достапност на работна сила. Сигурно е, значи, прво зависи од дејноста, дали е дејноста за да може да врши дејност во технолошка индустријска развојна зона, значи дали се работи за компанија која е извозно ориентирана, која има високотехнолошки процеси, која има стандарди за зачувување на животна средина, тогаш тие можат полесно да влезат во технолошка индустријска развојна зона. Исто така, значи, може да влезат во индустријска зона при општините. Она што ние го гледаме заедно со инвеститорите, пред да носат одлуки, значи правиме проценка за секој регион, значи имаме преглед на достапна работна сила по квалификации, значи прво по години, тие се селектирани по години до 35 години до 50, над 50, од 58 до над 58 и социјални категории. Понатаму се селектирани во однос на занимање и во однос на професии. Ние тие податоци ги гледаме според професијата. Ако е некоја од автомобилска индустрија, тогаш гледаме, например, ако се работи за Вардарски регион, ние, значи, одма во прегледот можеме да видиме колку се тие невработени лица, да кажеме, од областа на машинство. Например, овде кај нас во прегледот стои дека 520 лица се, значи, невработени и би можеле, значи, да конкурират за овие работни места. Од областа на електротехника се 600 лица, значи се зависи од дејноста. Обично ни кажуваат, значи точно ни дават профил на работни места и во таа смисла им кажуваме, значи ние гледаме исто така, пред се гледаме да има равномерен, да кажеме, распоред на тие инвестиции, да не бидат како порано концентрирани само во Скопје, туку да бидат, значи, равномерно распоредени и од таа причина денес имаме 14 технолошки индустријски развојни зони и исто така имаме индустријски зони кои се при општините. Тие се така дизајнирани да обезбедат равномерен економски развој од една страна, а од друга страна, доколку имат стручна квалификувана сила, тогаш, значи, они можат да ги задоволат тие потреби за странски инвеститори. Секако дека претходно за странските инвеститори организираме, значи, стручни презентации, разговори во локалната самоуправа и со бизнис заедницата, значи со Стопанска комора. Исто така можност имат да се сретнат со македонски фирми, добавувачи, и исто имат можност да се сретнат со странски фирми кои работат и после тони прават збирна анализа и се одлучуваат во кој дел на Македонија би сагале да инвестират. Посебно внимаваат на инфраструктурата, значи дали е, значи, близко автопат, дали е близко така, значи дали зависи железница, дали се концентрирани, значи при транспорт да биде тоа авиотранспорт, дали да биде железнички или патен транспорт. Иако гледаме ние да ги насочуваме по региони каде има поголема стапка на невработеност и согласно на достапност на работна сила, сепак на крај инвеститорите носат одлука. Значи последната одлука каде ќе инвестира сепак си ја носи самиот инвеститор. Инвеститор, да, ја носи самиот инвеститор, меѓутоа повторно заедно ние гледаме повторно од стратегијата, да кажеме, по регионите, сепак сакаме да укажеме од која причина би сакале да инвестира во некој регион. Пред малку рековте дека потенцијалниот странски инвеститор сака да се сретне и со
инвеститори кои што веќе инвестирале и работат нели во Република Македонија. Но дали и вие како служба задолжена за привлекување на странски инвестиции имате редовни средби со овие веќе инвеститори? Дали тие нешто бараат дополнително од вас, олеснување на некоја законска постапка? Колку тие се задоволни од она што го добиваат како услуги? Па прво, странските инвеститори кои се во Република Македонија, они значи имаат совет на странски инвеститори, во контакт се со Стопанската комора, во контакт се со дирекцијата за технолошки индустријски развојни зони, која е значи директно одговорна за компаниите кои се во зоната, и исто така агенцијата за привлекување на странски инвестиции, за промоција на извозот е одговорна за странски компании кои се лоцирани надвор од технолошки индустријски развојни зони. Секако, едно од главните прашања за инвеститорите како се води грижа за корисниците, значи како се решаваат нивните проблеми. И во таа насока можеме да кажеме од анкетите кои се извршени дека 80% од испитаниците искажуваат дека се многу задоволни, значи од реакцијата на владините институции и со така од условите за водење на бизнис. 50% веќе ги имат зголемено нивните инвестиции во Македонија и веќе 50% од нив планират да вложат во дополнителни капацитети. Кога станува збор за странските инвестиции, она што е значено затоа што тие го дигаат на повисоко ниво извозот. Но она што е уште подруго, според мене, значено е тоа што извозот завршува како произведено во Република Македонија. Да, потполно сте во право. Кога зборуваме за извоз од Република Македонија, би сакал да напоменам дека само странските компании кои работат во технолошко-индустријски развојни зони во текот на 2015 година имаат остварено извоз во вредност од 1,5 милијарди евра. Во 2016 година значи таа сума беше за околу 25%, значи поголема и константно расте. Она што е значајно дека овие производи, дека странските компании кои работат во технолошки индустријски развојни зони и во индустријски зони, како што се компании Маркарт, како што е Дрекселмајер во Кавадарци, и зборувам за компаниите од регионот, во вашиот регион, така. Важно е дека они, значи, придонесуваат во извоз на производи со поголема додадена вредност. Со други зборови, ако порано сме извезували некои помали компонентни од автомобилската индустрија, денес, например, белгиската компанија Ванхул, која е во технолошка индустријска зона Скопје, оттаму се извезуваат автобуси. Готов се извезуваат готов, да, како, значи, веќе готов производ кој е наменет за американскиот и за европскиот пазар. Се извезуваат катализатори, се извезуваат седишта, сигурности појаси и сигурно сите тие други делови кои се битни за автомобилската индустрија и што најважно тие представуваат 30% од вкупниот извоз во Република Македонија. Господине Тодоровски, за волја на вистината, во еден извесен период дел од домашниот бизнис сектор се жалеше дека странските инвеститори добиваат многу поголеми бенефиции од тоа што тие ги добиваат. Сега работите се променија, сега условите за инвестирање се подеднакво еднакви за домашните, но и за странските инвеститори. Статистика покажува дека бројот на невработеност спаѓа. Дали очекувате дека сега овој тренд ќе продолжи уште повеќе? Во однос, прво дозволите во врска со невработеноста, би сакал да кажам дека невработеноста во 2006 година изнесуваше околу 38% и со ефектите од странските вработување од странските, значи, инвестиции, како исто и со активните мерки за вработување на лица, значи спроведени од агенцијата за вработување, денес стапката на невработеност изнесува околу 23,4%. Би можеле да кажеме дека 51, дека во Република Македонија се имплементирани во однос на странски инвестиции околу 50 Greenfield и Brownfield проекти, кои, значи, директно обезбедуваат вработување на околу 19.000 лица, а со постоечките планови, значи, тој број би требал да се зголеми на околу 35.000 лица.
Што се однесува за условите, значи, на домашните компании, за да можат да имат ист критериум за влез во технолошки индустријски развојни зони и да можат да ги исполнат сите тие, да кажеме, даночни и царински давачки, би сакал да напоменам дека согласно законот сите странски компании кои доаѓаат во Република Македонија, они се регистрираат како правни субјекти домашни, значи тие се всушност македонски компании. А во однос на потеклото на капиталот, значи капиталот може да биде домашен и може да биде странски капитал. И од таа причина ние кажуваме како странски инвестиции. Како странски инвестиции. Законот за технолошки индустријски развојни зони е еднаков, значи, за сите, значи, македонски компании, дали се со домашен или со странски капитал, и не прави, значи, никакви разлики. Во текот на минатата година две македонски компании, Хайтек и ТТ Плас, тие, значи, имаат склучено договор за работа во технолошка индустријска развојна зона Бунарџик, Скопје. Согласно нивните планови за инвестиции, они ќе инвестираат, значи, во гринфилд објект во вредност од 30 милиони евра и исто така ќе остварат 500 вработувања. Кога кажуваме за можност да се работи во технолошка индустријска развојна зона, би сакал да напоменам дека овие зони исклучиво се наменети за гринфилд проекти, значи за нови производни хали и за компании кои се извозно ориентирани од една страна, од друга страна кои имат високи технологии и технолошки процеси и кои имат, значи, високи стандарди за заштита на околина. За нашите компании не значи дека денес за да влеземе во зоната дека треба да го затвориме нашиот производен комплекс и само да се преселиме, да е лесно да се преселиме во зоната. Туку треба да имат издржливи бизнис планови, треба да се извозно ориентирани, значи да инвестираат во гринфилд објект и секако значи треба да ги исполнат сите тие услови за работа во зоните. Но еве се менуваат, нели, работите. Веќе имаме две македонски компании кои што се равноправни, кои што веќе почнуваат да ги градат своите производствени капацитети, а штом ги градат, значи ти ќе почнат да произведуваат и во самите нив. Да, и во таа смисла, јас се извинувам, би сакал во оваа прилика да ги охрабриме македонските компании, значи да ги исполнуваат овие услови и да аплицираат, значи, за работа во технолошка индустријска развојна зона. Кога станува збор за странски инвестиции, според статистиката, најголем процент се од автомобилската индустрија, но и од текстилот. Најлесно е да се создаде нов производствен процес или погон од овие две индустрии, или пак имаме најмногу соодветен стручен кадар во Република Македонија? Па пред да дојдат, значи, овие индустрии или овие компании, значи во кластерот на автомобилската и текстилна индустрија, сепак би сакал да кажам дека традицијата на нашиот стручен кадар, посебно во областа на машинство, електротехника, електроника, значи, ние имавме тоа искуство и за време во поранешна Југославија. Знаеме дека тука има и повеќе фактори, повеќе фабрики, да кажеме, што се однесува за таа машинска индустрија, за автомобили, за, да кажеме, за шински возила. Понатаму нашите школи, нашиот, да кажеме, образовен систем, исто така има, значи, добра традиција во овие, да кажем, во овие професии. И посебно, пред да дојдат, значи, не само за странските инвеститори, е посебно значено да има достапна, квалификувана работна сила, значи, во овие професии. Сепак се овие производители, што би кажале, оригинални произведувачи, значи, на опрема, за автомобилска индустрија сепак имаат потреба од високи и стручен кадар. Има дел кои се сигурно, кои има, значи, дел од сектори во областа, значи, во производниот дел, каде, да кажеме, се и други, да кажеме, каде има потреба од професии со средно стручно образование или со пониско, меѓутоа, нашата интенција во Република Македонија да се инвестира во капитални интензивни, значи, инвестиции, кои ќе обезбедат повисока додадена вредност во производот, каде ќе имаме потреба од повисоко квалификувани и образовани, значи, кадри, и со тоа, значи, ќе се зголеми животниот стандард
и нема само да се фокусираме, да кажеме, на инвестиции кои се базират на ниска цена на трудот. Токму кон онаа повисока цена на трудот се стремиме нели сите и очекуваме дека и во Република Македонија со доаѓањето на секој нов странски инвеститор или со отварањето на секој ново работно место, без разлика дали од странски или од домашен инвеститор, ќе имаме зголемени износи на исплата на личните доходи. Но да проговориме малку и за она што, да речеме, најново од вие што сте го работеле или влезот на двете грчки инвестиции во Битола. Колку за носењето на овие инвеститори ви помогна тоа што неколку години бевте дипломат во Атина, па може би малку повеќе ги знаете таму состојбите, а може би лично се познавате и со инвеститорите. Имаме ли случаи кога личните познанства се преточуваат во добра бизнис соработка? Да, потполно сте во право. Значи, еден од начините да се стапи некој пат во контакт со инвеститорите, значи да имате некоја компанија или значи некој лице кој може да ја препорача, значи не само Македонија, туку и одреден регион во Македонија кој обезбедува поволни услови да може да се инвестира. Би сакал да кажам дека во Република Грција имам завршено постдипломски студии и исто така имав можност да работам во Македонската амбасада 4 години, од 2004 до 2008 година. За време на мојот престој во амбасадата имавме доволен број на дипломатски активности, со учество на бизнис заедницата, значи од Грција, посебно од областа на одбранбената индустрија и од домашната индустрија. Тоа се обично грчки компании кои имат, да кажеме, своји подружници во други земји на Европската унија. Редовно учествувавме на сите тие меѓународни активности, форуми, саеми. Имавме можност да организираме за потребите на македонски компании, да се организираат средби на меѓународниот саем Дефендори во Атина и потоа, значи, да организираме посети во Република Македонија, значи, на овие фирми. Исто така беше добра можност да се запознаеме со политичкиот и економскиот систем на Грција, како компаниите работат. Во однос на грчките компании, можам да кажам дека во последната година имаме повеќе од 10 компании кои изразија интерес да посетат Македонија, пред се поради поволни, да кажеме, услови за инвестирање. Со една од компаниите бевме овде во Велес, ги посетивме производните хали кои се во локацијата, значи, Свилара. Од тие 10 компании, 2 компании во последниот квартал од минатата година, значи, јавно преку интервјуа имате соопштено дека, значи, ќе инвестират во Република Македонија. Првата компанија е Цера Метал од Атина, од областа на металска индустрија. И втората компанија е, значи, Пластики, исто така од Грција, од Атина, кои ќе се занимаваат со производство на пластични компоненти. Дали се уште сте во контакт со компанијата која што беше во Велес? Дали се уште можеби има шанси да донесат одлука да инвестираат во Македонија и во Велес? Ние сме, значи, во контакт, меѓутоа праксата е да компанија да објави сама своја одлука и инвестиција јавно пред да се одлучи. Меѓутоа сигурно ќе имаме можности да дојдеме во Велес, бидејќи општината, кога збориме општината Велес, е наградена од страна на Сојузот на стопански комори со регионален сертификат за поволно деловно обкружување. Исто така, индустријската зона Краслари е целосно инфраструктурно уредена. Изградена е, односно уредена и нова индустријска зона во Бамбучево и презени се низ активности за инфраструктурно подобрување на патната и железничка инфраструктура во регионот на Велес. Да се вратиме конкретно на Велес, да проговориме за последните или за најновите инвестиции кои ни се случија во веќе изминатата година. Киро Ќучук е рестартиран, веќе имаме пробно производство. Имаме една германска текстилна компанија, која што е првата браунфилд инвестиција во Велес, но имаме една индиска инвестиција која што ги откупи погоните на некогашна порцеланка.
Кои се вашите сознанија за овие три инвестиции и што е она што во овој момент можеме да им соопштиме на Велешани? Прво би почел со германската компанија Markert. Тоа е значи најголема инвестиција во последните 25 години во општината Велес. Се работи за германска компанија во областта на автомобилската индустрија, која има изградено производен комплекс на површина од 12.000 метри. Моментално вработува 330 лица и плановите, значи, нивните планови се многу наскоро да вработат 600 лица. Но и да се шират затоа што ја купија и соседната парцела во индустријската зона. Сигурно дека напорите општината што ги има направено придонесуваат полесно инвеститорот да донесе одлука за проширување, а и сигурно и достапноста на квалитетна работна сила која постои, значи, во Велешкиот регион. Исто за Markert е битно да се каже дека е една од најбрзо растечки компании, значи, и во регионот со годишен обрт околу 700 милиони евра. Втората германска компанија, тоа е, значи, STS Textile. Они се, значи, веќе започна со работа за производство на индустријски и технички текстил во фабриката на поранешна свилара. Веќе работат 20 лица и плановите предвидуваат, значи, ова бројка да се зголеми на 1000 лица. Моментално се направени инвестиции од околу 4 милиони евра и тие инвестиции треба да нарастат за неколку години на 7 милиони евра. Нивните производи исто така се планираат да се извезуваат во Германија, Италија, Франција и Полска. Што се однесува до индиската инвестиција на BRG Group, во текот при крајот на 2015 година, они имат купено, значи, фабриката Порцеланка. Моите последни информации беа дека се прават одредени, да кажеме, подготовки во фабриката, во Браунфилд инвестиција. Согласно плановите, инвестицијата треба да биде некаде околу 30, финална инвестиција околу 30 милиони евра и треба да вработат околу 1000 лица. Македонско-турската компанија Eurobrick Company, они ги имат рестартирано погоните на поранешен Киро Чучук, се работи за градежен сектор, значи за производство на тул и градежен материјал. Веќе работат мислам 50 или 60 лица, некаде бројката треба да биде околу 150 лица и направена инвестиција околу 2 милиони евра. Господине Тодоровски, ги напоменавме овие инвестиции кои што се случија, нели, или започна, нели, со своја работа минатата година. Чинам дека она што на политички план не се случуваше, малку ни е уназади економијата. Можевме ли да имаме многу подобри резултати, многу повеќе странски инвестиции, многу повеќе креирани нови работни места, а тоа пак да влие врз процентот на невработеност? Сигурно да моменталната политичка криза влие врз странските инвеститори да донесат одлука за инвестирање во Република Македонија. Понатаму влие врз домашните компании, влие врз јавната потрошувачка, влие врз економскиот раст и генерално врз економијата. Кога сме кај странските инвеститори, се работи за еден период кога они се повеќе воздржани и барат повеќе информации да добијат во врска со моменталната политичка состојба во Република Македонија, кои се резултати од избори, дали ќе има влада, дали може да се формира влада и они прават проценки дали како тоа, значи, би се рефлектирало, значи, на нивните планови за инвестирање. Ние до сега не сме имале случај, меѓутоа во најлоша варијанта можно е некој странски инвеститор да се одлучи да инвестират во некоја земја која има слични поволности како Република Македонија, но повисока политичка стабилност. Значи, тука е, да кажеме, опасноста. Втора работа, тие инвеститори ги забавуваат некој пати своите планови, да кажеме, динамика за инвестирање. Тоа инвестирање дали ќе биде на отварање на нова производна линија, дали се работи за поголем број на вработување. Во секој случај, они, значи, ги забавуваат тие работи. Во однос на нови инвестиции се одложуваат или се пролонгират посети и имат навистина негативно влијание во привлекување од една страна и во реализација на тековните инвестиции.
Не само кај странските инвестиции, туку и кај домашните компании кои работат во домашно обкружување. Кај нив е најголема опасност да почне да се не применува или не имплементација на нивните програми за иновации, за модернизација, за вработување, за обука на персонал, секако тоа се одразува и на животниот стандард и на економскиот развој. Јавната потрошувачка исто зависи од должината на кризата и од интензитетот. Доколку вака се продолжи, сигурно и кај граѓаните ќе има, да кажеме, резервираност во потрошувачката, а која како крајен резултат може да се одрази на економскиот раст. Исто така, да кажеме, не е само и политичката криза. Денес во светот се случуваат многу работи и Македонија е сепак дел, да кажеме, од европскиот континент, членка е, на членка земја за прием во Европска унија и во НАТО. Така да можеме да кажеме дека моменталната економска состојба во Европа, посебно финансиската криза во Грција, излегувањето на Велика Британија, од еврозоната, кризите кои беа во безбедносна смисла во Украина, во Турција, бегалската криза, избор на новиот председател, американски председател Трамп, кој ќе ги појасни, да кажеме, односите во однос на Европска унија, во однос на НАТО, Русија и регионот, сигурно дека ќе влијат и врз одредени странски компании. Кога кажувам странски компании, тие не се само странски, тие се мултинационални, се и европски, се и американски, така да кај нив ќе се исто така стратегијата која ќе носат може да зависи од сите овие ситуации. И за самиот крај би сакала да ве прашам уште едно прашање. Рековте дека можеби странскиот инвеститор кога ќе одлучува соседните земји кои што нудат условно речени, кои што нудат услови за привлекување на странски инвестиции, може би се исти или слични како нашите, но имаат политичка стабилност многу поголема и ќе се одлучат да заминат во таа земја. Во овој наш регион на обкружување, какви се нашите услови кои што Република Македонија ги нуди на странските инвеститори по однос на оној бенефит кој што го доаѓа? Дали сме најдобри, има некоја земја која што е подобра од нас или како стоиме? Така, јас предходно го спомнав рангирањето на Doing Business Report. Би сакал да кажам дека согласно IBM, да кажем извештајот на реномираната компанија IBM, Република Македонија во последните 2 години е рангирана на прво место. Рангирана на прво место по број на новоотворени работни места по глава на жител и во однос на странски инвестиции. Во извештајот ќе може да се види дека во првите, ние сме на прво место, во првите 20 места се и земјите од регионот, како што се Бугарија, Србија и Босна и Херцеговина, понатамо тука се наоѓаат и земји од Централна и Источна Европа, како што се Унгарија, Словачка, од Балтичките земји се Литванија, Естонија. Има земји исто така кои се нудат од Централна Америка. Во последно време исто така на листата меѓу 20 земји кои најмногу привлекуваат инвестиции се и земјите од заливот, како што се Саудиска Арабија, Бахрейн и други земји. Во однос што е тоа што нуди Република Македонија, да ги привлечеме странските инвеститори, кои се тие поволности, можеме да кажеме тоа е одлична геостратегиска позиција на Република Македонија, пред се одлична бизнис и производствена локација, добро поврзување со европските коридори број 8 и 10, понатаму стабилни макроекономски и финансиски индикатори, ниски оперативни трошоци поради намалени трошоци за транспорт, најниски даноци во Европа, кои изнесу, имаме најнизок рамен данок од 10% на данок на добивка и на персонален доход исто така 10%. Македонија има склучено договори за слободна трговија, ние сме мала земја, но со овие договори на сите компании им се обезбедува безцарински пристап до 41 земја или до 650 милиони потрошувачи на нивните производи.
Понатамо извршена е либерализација на пазарот на движности. Странците може да дојдат во Република Македонија, може да купат недвижност, може да купат градежно земјиште. Во таа смисла се направени и се поедноставени постапки за добивање на градежни дозволи. И она што е најбитно, дека Република Македонија ги има спроведено регулативни и административни реформи. Најпознат проект беше регулативна гилјотина. Со тој проект се укинати илјадници бирократски процедури кои го оптоваруваа бизнисот и денес во Република Македонија вие можете електронски да отворите компанија за 2 часа преку една процедура или преку едно шалтерски систем. И кога станува збор за инвестициите и за развојот на економијата, можеби неправилно се запоставува да се говори за можноста за развој на туризмот во Република Македонија. Секако, покрај овие сектори што зборувавме за автомобилскиот, текстилниот сектор, како главни сектори за привлекување на странски инвестиции во Република Македонија се исто така енергетскиот сектор, туризам, недвижности и градежништво, производство на медицинска опрема и фармација, земјоделскиот сектор и производство за храна. Во однос на туристичкиот дел, сите промоции што се направени на Република Македонија како идеална туристичка дестинација, вклучувајќи промоција во меѓународни списанија и, да кажеме, и на рекламирање на CNN, придонесуваат на зголемен број на туристи од целиот свет во Република Македонија. Исто така, туроператори, они се исто така спонзорирани од нашата влада, така да секоја група туристи од странство кои ќе бидат донесени во Република Македонија, кои извесен период ќе останат во Република Македонија и ќе поседат одредени локации, може да добијат субвенции. И оно што е најбитно, наша држава е прво прекрасна, тоа може да се увериме и од странските инвеститори кои се дојдени овде во Република Македонија. Можат да уживаат во културниот и во социјалниот живот, нивните семејства се задоволни со сите туристички места кои ги нуди Република Македонија за рекреација и за туризам. Она што е најважно, се чувствуваат безбедни кога се овде и секако голем позитивен факт кај нив е што го чувствуваат пријателскиот однос на граѓаните на Република Македонија кон нив и дека го почитуваме тоа што ги имат направено. Господине Тодоровски, јас ви благодарам што одвоивте дел од вашето време и бевте гости вечерва во нашето студио. Го направивме ова интервју се со цел да покажеме и да докажеме дека не е лесно да се донесе еден странски инвеститор во Република Македонија, она што е веќе тука кое што го имаме треба да го негуваме, а сето тоа допринесува за развој на македонската економија. Пред самиот крај јас би сакала да кажам дека според извештајот на Народна банка во Република Македонија најмногу странски инвестиции ни доаѓаат од Германија, потоа од Турција, па од Италија, од Луксембург и од Бугарија, а потоа доаѓаат сите други земји. Ние како Велешани ќе очекуваме разврска дали грчкиот инвеститор ќе одлучи да инвестира во Велес, доколку одлучи, се надеваме дека повторно ќе ви имаме како гостин во ова наше студио. Ви благодарам за можноста да учествувам во вашата емисија и се надевам дека ќе имаме можности повторно да разговараме на оваа тема или со некој од потенцијални странски инвеститори. Почитувани гледачи, ви благодарам што бевте дел од ова телевизиско интервју. Вечерва наш заеднички гостин беше господинот Слободан Тодоровски, советник за странски инвестиции во кабинетот на председателот на владата на Република Македонија. Ви благодарам за вниманието и останете и понатаму на програмата на регионалната К1 телевизија.